Прво Јованово 4.8. Што вели во Прво Јованово 4.8? Најкраток опис за тоа кој е Божиот карактер, кој е Бог всушност. Бог е љубов. Прво Петрово 1.15 се вели дека Бог е свет. Ще ги отвараме сега сите стихови за да не губим времето. Псалм 100 стих 5 и Наум 1.7 вели дека Господ е добар. Јован 4.24 вели Господ е духовен. Псалм 11.7 Господ е праведен. Матеј 5.48 Господ е совршен. Второ Законие 33.27 Господ е вечен. Малахија 3.6 Господ е непроменлив. Вели тамо Јас, Господ не се менува. И во Евреите Исус вели е ист вчера, денес и довек. Сега, што е ова? Ова е еден краток опис на Божиот карактер, односно тоа се карактеристиките на неговиот карактер. Или можеме да кажеме Божиот лик. А што ни вели во Битие 1.26? Еве стана збори за и денеска, како и цело тромесечие за создавањето. Во Битие, или Прва Мојсија 1.26, и Бог рече да направиме човек според нашиот лик, според Божиот лик. И биле создадени првиот Адам, потоа Ева. Какви биле Адам и Ева на почеток? Што значи тоа создадени според Божиот лик? Вели во Патриарси и пророци, на човекот му било доделено да биде Божија слика и според надвршниот изглед и според карактерот. Значи, Адам и Ева ги имале, можеме да кажеме, овие карактеристики. Имале љубов. Биле свети, биле добри, биле духовни, биле праведни, биле совршени, биле вечни. Нормално, Бог ги не создал за да бидеме вечни. Значи, Бог и денеска, знаеме дека се случило тоа што се случило, што го зборувавме за време на пуката, човечкиот род паднал во грев. Гревот го нарушил тој Божи лик. Бог и денеска сака да го врати Божиот лик во нас, значи да не направи совршени, да ја врати вечноста, да бидеме праведни, духовни, добри, свети, полни со љубов. И не можеме да бидеме љубов. Бог е љубов. Интересно е, пазите, никаде не вели Библијата дека Бог е милост. Не, Бог е милостив. Никаде не вели дека Бог е правда. Не, тој е праведен. Ама сите тие произлегуваат од она карактеристика. Бог е љубов, односно тоа не е карактеристика, тоа е дефиниција за тоа што е Бог. Бог е љубов, најкратко кажано. Чи Бог сака да бидеме такви. Сега, овие ќе ги отвориме стикови, во интерес на времето ги прескокнавме првите, меѓутоа во интерес на сеца и оние кои што ќе не гледаат подосна, сега овие стикови ќе ги разгледаме. Римјаните 13.10. Голем дел стиховите ни се концентрирани баш во Римјаните. Римјаните 13.10. Вториот дел стихот. Вели, љубовта е исполнување на законот. Или, како што милиат да кажат евангелистите, па сега законот тој од Стариот Завет не важи, сега Господ Исус дал нов закон, кој што се сведува на две. Љуби го Бога и љуби го ближниот. Ние знаеме дека тоа е само една скратена форма, односно можна да кажа вистинската форма на законот, кој што одговара на едно препородено срце, а законот како што е даден во Стариот Завет е даден таман за грешното срце. Па не прави ова, не прави тоа. Знаете, како на мало дете кој ќе му кажете немој таму, немој ова, немој тоа, затоа што е грешно. Сега, значи можеме да кажеме дека законот е љубов. Римјаните 7.12. И тука има повеќе карактеристики. Реков дека Бог е добар, дека е свет, дека е праведен.
Така рековме. Сега, Римјаните 7:12 вели вака. Затоа законот е свет, а и заповета света, праведна и добра. Истите карактеристики. На Божиот карактер ги гледаме и кај законот. Завршивме со Римјаните, Псалм 19:7. Псалм 19:7. Предходно рековме дека Бог е совршен. 19 Псалм, 7 стих. Овие стихови треба да ги знаеме на памет. Затоа што се моќен начин за да им се покаже и докаже на некои дека Бог и законот се нераздвојни. Всушност, законот е препис на неговиот карактер. Значи, Псалм 19:7. Господовиот закон е совршен и ја крепи душа. Псалм 111, 7 и 8, еден од моите најомилени стихови, затоа што е стих кој што, што кажувам, се ови се два стиха, 111 Псалм, 7 и 8 стих. Читавме не читавме, него го спомнавме стихот во Втора Законие 33, 27, а и Малахија 3:6, па го спомнавме и оној во Евреите, дека Исус е ист вчера, денес и довека. Јас, Господ, не се менува, Малахија 3:6. Што велат овие стихови? Во Псалм 111, 7 и 8. Делата на неговите раце се вистината и судот, сите негови заповеди се постојани, утврдени се за сите времења довека. Што со други зборови сака да каже овој стих? Законот е вечен, законот е непроменлив. Сега го видевме ликот на законот. Претходно го видевме Божиот лик, ние сме били создадени во Божи лик, па тоа се нарушило. И што гледаме сега меѓу ликот на законот и ликот Божи? И дали можеме вака да кажеме? Ајде да отвориме пак во Битие 1:26. И Бог рече да направиме човек според ликот на законот. Дали може така да кажеме? Добро. Сега, ако Божиот лик и ликот на законот е едно те исто, всушност знаеме дека законот е препис на Божиот карактер, тоа го кажем. Тога што мислите, ѓаволот 6000 години го прави тоа, што му е целта? Негова да го унижи, да го понижи Божиот карактер, да го понижи Господ. И кај ќе удри тогаш највеќе? И кај удира всушност? А на Божиот закон. Сега кажавме, проблемот е тој кој што го направиле нашите прародители, а сето тоа се пресликува во сите понатамошни генерации. Римјаните 3:23. Познат стих. Зошто сите сгреши им недостасува Божјата слава. А дали треба да повторуваме или сепак треба да отвориме во Излез 33 глава, па да видиме што е Божјата слава. Излез 33 глава. Пази, овде ќе се сретнат неколку изрази, кои што ќе опишат Божјата слава. Ќе видиме кои се. Излез 33 глава. Самиот наслов овде вели обнова на заветот. 18 стих. Значи Мојсей вели, покажи ми ја својата слава, замоли Мојсей, замолува Господа. Ке дозволам пред тебе да поминат сиот мој болскот, одговори, и пред тебе ќе го изустам своето име Господ. Мојсей бара Господ да ја објави славата. Бог вели, ке дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, обично ние по слава знали, сваќаме тој болскот, таа светлина. И тој му вели, да, ке помине сиот мој болскот и пред тебе ќе го изустам своето име Господ. И сега 34 глава од први стих, продолжувам понатаму. Господ му рече на Мојсија, изделкај 2 камени плочи, како и поранешните. Значи, ова се вторите плочи. Значи, контекстот е, Мојсија бара Господ да му ја покаже славата. И сега што следува? Мојсија му вели, изделкај 2 нови плочи, и нека бидат како и поранешните.
Па јас ќе ги напишам на плочите зборовите што беа на првите плочи. Интересно е, кога зборовме за Божиот прст. И на овие вторите плочи, Господ не рекол, Мојсе, ај ти запиши ги, истите заповеди. Не, ти изрежи ги плочите, дај ми ги на мене, јас ќе ги повторам, ќе ги напишам повторно истите зборови што беа на првите плочи, кои што ги скрши. Биди готов до утре, тогаш наутро искачи се и му кажува на сите тие инструкции. И 4 стих, Мојсе изделка 2 камени плочи, како и поранешните рано наутро стана и се искачи на Синајската гора, откако ги зеде во рацете 2 камени плочи, како што му нареди Господ. Че видите, Мојсе бара славата Господ да ја прикаже, Господ му вика, земи 2 камени плочи, дај ми ги јас, ќе напишам, ќе ги напишам истите зборови. Што е славата Господова? Карактерот е пред се. Меѓутоа го гледаме исто тука и законот спомнат. Не случајно. Господ слезе во облак, а тој застана пред него и го повика името Јахве Господ. Пазите, и името исто. Предходно се спомна името, вели ке ти го кажам, ке ти го изговорам името, Јахве Господ, сега повторно. Имаме закон, имаме слава, имаме име, што се всушност укажува на карактерот Божи. И Господ помина пред него, па се јави и овие стикови, кој знае по кој пат ги повторуваме. Јахве, Господ, Бог дарежлив, милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив, вистински искажува милост на илјадници, проштава опакост, греф и престап, но не остава и не казнет виновник, тука е казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до 3-то и 4-то поколение. Што е ова? Божиот карактер. Тоа се тие карактеристики на неговиот карактер. Че имаме слава, име, карактер, закон. Второ Коринќаните 3.18. Второ послание до Коринќаните 3.18. Исто многу добро познат стих. Кој што ни вели, а ние сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во ист лик. Слава, лик, од слава во слава, како што тоа го прави Господовиот дух. Како поинаку можеме да го срочиме, да го кажеме овој стих? А ние сите со откриено лице ја го одразуваме Господовиот карактер и се преобразуваме во истиот лик, во истиот тој карактер, од слава во слава. Значи, тоа е таа изградба на карактерот. Од слава во слава. Како што тоа го прави Господовиот дух, и еве овде стихот уште ни кажува, иако тоа е на друга тема, меѓутоа, пак се дека таа изградба, таа преобразба, ја прави Духот Свети. Не можеме ние самите, како што спомна и братот Димич. Тоа е целта Господова. Господ сака да го поврати Божиот лик во нас. А, пошто Божиот лик и ликот на законот не се разликуваат, како се повратува Божиот лик тоаш? Ако Господ го впише, сега не на камени плочи, него не на тоа камено срце, туку на тие местнати плочи од нашето срце, Божиот закон. На тој начин го враќа Божиот лик во нас. Така да законот и Бог се нераздвојни. Оној кој што се обидува да го тргне законот или да допише, да избрише, тој чачка, значи тој чепка во Божиот карактер. За жал, многу свет денеска тоа веројатно или не го гледаат, или не сакаат да го видат. Меѓутоа, страшно е да чепкаш во Божиот карактер. Страшно е, всушност, која работа ти ја работиш ако погрешно го прикажуваш Божиот карактер пред другите? Работата на лукавиот. Тоа е неговата цел, тоа е неговата работа цели 6000 години. Да криво го покаже Божиот карактер. Демек он е прав, Бог е крив. И се е ова исто многу убав стих во второ послание до Солуњаните. Второ послание до Солуњаните, 2 глава, 13-14. И под насловот овде вели, вие сте избрани за спасение. Бог не избрал за да не спаси. А ние сме должни секојаш да му благодариме на Бога за вас, браќа,
од Господ возлюбени, зашто Бог ве избра од почетокот за спасение преку осветувањето на Духот, ево повторно и Духот тука, и вера во вистината, на кое ве призва преку нашето Евангелие, за да ја добиете славата на нашиот Господ Исус Христос. Хубави зборови. Господ сака да го врати, да ја добиеме Божјата слава, славата на Исус Христос однове, односно неговиот карактер. И како тоа? Со посредство и работа на Духот Свети преку Евангелието. Затоа е Евангелието. Тоа е главната цел на Евангелието. Да го врати, да го поврати Божиот лик во сите нас. И сега сите сгрешија и се лишени од славата Господова, Римјаните 3.20. Или им недостасува Господовата слава. Или со други збори, што им недостасува? Божиот карактер им недостасува. Како тоа сите ние се лишивме? На кој начин ни недостасува Божиот карактер? Со тоа што го прекршивме законот. Со тоа што сгрешивме. Ако тоа значи тоа, тогаш враќање на Божиот лик, значи држање на законот. Кое што пак ние невозможно е да го направиме во своји сили. Затоа не е потребно да таа Божија помош, работа на Духот Свети, ако ние тоа му го дозволиме. Тоа е единствениот начин да му угодиме на Господа. Евреите, Павле во Евреите вели, без вера не може да му угодиме на Господа. Видовме дека и верата е и како вклучена. Меѓутоа, ако со прекршување на Божиот закон ние всушност го погазуваме Божиот карактер, го омаловажуваме на некој начин Господа, единствен начин да му угодиме е со држање на законот. Повторно со Божија помош. И тоа што често пати ние како адвентисти ќе го спомнеме законот, и сите велат други, па вие сте легалисти. Тоа е легализам. Меѓутоа, тоа зашто ние сме повикани како адвентистичка црква, адвентистичко движење е да го, меѓу другото, воздигнеме и Божиот закон, односно да го прославиме Бога. Што значи да се прослави Бог всушност? Да се воздигне и законот, кој што е омаловажен, газен, некој се обидува да го отстрани, ги отстранет. Нас не подигнал за да го повратиме тој лик, да го прославиме Господа. Вистински да се прослави Бог е навистина да се држи законот со негова помош и да на тој начин да го сликаме неговиот лик пред светот. Сега затоа Господ го прати Исуса, да не отваряме Римјаните 8 глава, и тој го одржа законот. И ја исполни праведноста што законот ја бара, за да можеме и ние да го одржиме законот, за да можеме и ние да бидеме оправдани преку Христа. И сега, кога спомнавме ликот Божи, ликот на законот, мора да го спомнеме и еден друг лик да спомнеме, а тој лик се наоѓа во Галатјаните. Послание до Галатјаните, тука веќе полека ќе превршуваме. Галатјаните 5 глава од 19 до 21. Галатјаните 5 глава од 19 до 21. А делата на телото се познати. Тоа се блудство, нечистотија, бесрамност, идолопоклонство, вражање, непријателства, препирка, ревнување, гнев, себичност, раздори, кривоверства, зависти, убиства, пијанства, срамни гозби и слични на овие за кои ви зборувам однапред, како што ви реков и порано, дека оние кои прават такви работи нема да го наследат Божието царство. Павле тука застанува и како да сака да каже, ако сега почнеме да набројуваме, листата нема крај. Меѓу тоа спомнува неколку и вели и слични на овие. Ова е ликот на гревот. Сите ние сгрешивме и се лишивме од славата, од карактерот Божи. Сега Господ преку Исуса Христа, преку Евангелието, сака да го поврати ликот Божи во нас. Да го тргне, затоа и дојде Исус, ќе се нарече Христос, односно Исус, и ќе дојде да го ослободи својот народ од гревот. Господ сака да го тргне овој лик, овој гнасен лик на гревот и да го поврати својот лик во себе. Но тоа, повторно ќе кажеме, е тесно поврзано со законот. Не можеш да го одвоиш Божиот лик
од она што е законот, затоа што Господ го запишал всушност својот карактер на тие прочи. Иако во онаа форма која што е згодна за нас како грешни човечки суштества. Немој ова, немој тоа. Во суштина законот е љубов, како што и Бог е љубов. Односно, кратко кажано, како што Исус кажува, љуби го ближниот и, односно, љуби го Бога и љуби го ближниот. Пак на крајот ќе завршам со стихот во Второ Солуњаните, односно тие два стиха, втора глава, Второ Солуњаните, втора глава, 13 и 14 стих. А ние сме должни секојаш да му благодариме на Бога за вас, да значи, овде апостол Павле кажува да благодари за оние во Солун, да благодари за сите оние кои што, ете, со Божија помош успел да ги осведочи и да ги доведе кај Христа. Ние треба пред се да му благодариме и за себе, што сме денеска овде, што сме во вистината, ама да му благодариме и за сите оние со кои што сме имали контакти и во оваа седмица и предходно, кај што сега да сме посеале, за да тоа семе може да никне. Значи, ние сме должни секојаш да му благодариме на Бога за вас, браќа од Господа возлюбени, зашто Бог ве избра од почетокот за спасение. Господ не дојде за да не осуди, туку за да не спаси од гревот. Преку осветувањето на Духот и вера во вистината, на кое ве призва преку нашето Евангелие, за да ја добиете славата на нашиот Господ, односно да го повратите неговиот лик, да го добиете карактерот Божи. И ништо, ама баш ништо од оваа земја нема да однесеме горе. Само карактерот.